Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Со оглед на згуснатиот сообраќај се потешко се снаоѓаат во истиот луѓето со одлична здравствена состојба, а можете да предпоставите со какви проблеми се соочуваат лицата со инвалидитет. Токму затоа вечерва решивме како проблемна маса да го поставиме токму проблемите со кои се соочуваат лицата со инвалидитет во сообраќајот, па и пристапот до институциите. Ќе зборуваме секако и за други проблеми со кои се соочуваат лицата со инвалидитет, а темата на вечерашната дебата е како до побезбедно учество на лицата со инвалидитет во сообраќајот. Гости во вечерашното отворено студио се Елена Кочовска, представник од Полио Плюс, господин Драган Спасовски, кој е воедно иницијатор на вечерашната дебата, електроинженер од Куманово, лице со инвалидитет, и секако представник, советник во кабинетот на министерот за труд и социјала, господин Душан Томшиќ. Добро дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Благодариме. Јас би започнала со иницијаторот. Со какви проблеми најчесто се соочуваат во сообраќајот лицата со инвалидитет? Прво идејата всушност беше дека ние немаме проблем во сообраќајот затоа што ние не можеме да излеземе во сообраќајот. Што значи тоа? Значи во Куманово, па веројатно и во цела Македонија, пошто Балканот е исти, и во Србија и така дале, едноставно тротарите не се спуштени на пешачките премини кај ние што со колица треба да поменувам, без разлика дали се движам сам во колица или некој ме гура и така натаму. Мене јас имам мултипла склероза и во ваква тешка, потешка состојба да морам да користам колица сум така околу 9 месеци. И во задниот период ми се собраа неколку работи што ме иницира, до сега не сум настапувал јавно, не сум бил по партии и така натаму. Првата беше напис во Белградска политика, кај човек од Крушевац, кој е во колица, пишува дека он не може да се движи во Крушевац затоа што тротарите не се спуштени. Потоа имав прилика да одам во Норвешка, во Осло, таму е син ми, пола година и таму бе во колица и немаше една точка која не беше достапна за мене. Било паркови, било ресторани, било што. И така натаму. Кога се враќав на аеродромот, постои во авионите постои правило лицата во колица влегуваат први, а последни излегуваат. На пасошката контрола имаше два канали за преглед на патниците. Луѓето во колица беа, како мене, беа уште двајца. И кога дојдов јас на ред, јас бев со мојата сопруга и човек од обезбедување на аеродромот кој дојде всушност по мене. И полицајето на пасошка контрола бараше жена ми да се врати, пошто после бевме на крај од 180 патници. Значи, мене требаше да ме пуштат, ја да застанам некаде на... И да ја чекате? И да чекам на летно време, што се вика пропаст работа. Така. А посебно што полицајството беше груп, значи морав да, дека сум сталожен човек, да почнам да го повисам тонот на обраќање, дека нема шанси, дека нема шанси тоа така да ме остави, така да, и он мора и другата полицајка интервенираш, така. И тоа почнав идеја по телевизиите, но река, ајде, веќе е лето и така натаму, и сега дојде септември, луѓето се повеќе прибрани дома и може да зборуваме на темата. Така, убава беше споредбата, меѓутоа јас би се задржала на домашни услови. Дали од Полио Плюс досега имало иницијатива за да се адаптираат сообраќајниците на некој начин или улиците, па и тротоарите за лицата со инвалидитет? Па како организација уште од самото основање всушност ние посочивме дека нашето општество е доста непристапно и не ги исполнува меѓународните стандарди, пред се оние кои што се и напишани во самата Конвенција за правата на лицата со хендикеп, конвенција која што како држава ја ратификувавме во 2011 година и по основа е таа на ниво на устав. И покрај тоа што дел од нашето македонско домашно законодавство се труди да се усогласи, значи преземаме различни напори во соработка со институциите да се унапреди домашното законодавство со конвенцијата, сепак одредени места, одредени одредби во самите постоечка законодавство не се нити усогласени, нити пак се приближени до
конвенцијата, но без разлика и покрај тоа што македонското законодавство не е усогласено со самиот чин на ратификување на конвенцијата, Македонија како држава има обврска да постапува по сите принципи и одредби согласно конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, дополнително што необезбедувањето, непречен пристап и достап за граѓаните со хендикеп се смета за дискриминација, што е дел и е регулирано и во самиот закон за заштита од дискриминација, кој што во 2010 година беше донесен во Македонија. Заедно со Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот и интерпартиската членовите од интерпартиската парламентарна група уште од 2004 година направивме измени во законот за градба, како и во законот за јавен сообраќај, при што беа дефинирани минимум стандардите кои што за почеток Македонија ќе треба да ги исполни, а со цел да обезбеди непречена пристапност и достапност на граѓаните со хендикеп како во сообраќајот, така и во поглед на обезбедување на физичката пристапност во поглед на тротоарите, улиците, патеките и така натаму, што закон, особено законот за градба, беше во 2014 година надограден заедно во соработка со Министерството за труд, за транспорт и врски, во поглед на тоа што врските од минимум малку се проширија, обврска е веќе на општините покрај тоа што да обезбедат патека, да обезбедат спуштени тротоари, треба да постапуваат веќе и тактилни патеки, што како иницијатива и како пример во 2015 и 2016 од страна на Министерството за труд и социјална политика беше преземено како чекор да покажи како треба тоа да изгледа, меѓутоа безуспешно, морам да признам. И некако целата приказна околу таа проблематика, наместо да остани во дворот на одговорното министерство, ради предпоставувам менталниот склоп на размислување и перцепцијата за прашањето на хендикеп остана во дворот на Министерство за труд и социјална политика, што е целосно погрешен пристап. Во поглед на авионскиот сообраќај, заедно со цивилното воздушно Агенцијата за цивилно воздухопловство, направивме унапредување на постоечката законска регулатива и усогласување на нашите директиви за воздушен транспорт со меѓународните, а во линија со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и тој начин на безбедно движење и функционирање на лицата со хендикеп во воздушниот сообраќај е регулирано и дури постојат упатства каде и како и на кој начин граѓаните со хендикеп кои што се движат или решиле да патуваат со користејќи го воздушниот сообраќај можат да се обратат и да се пожалат доколку постои кршење на нивните права во поглед на обезбедување на соодветен транспорт. Сега прашањето е што превзема Министерството за труд и социјала за поголема безбедност на лицата со инвалидитет во сообраќајот, но и за подобар пристап до институциите. Јас сакам да се наврзам на мислата на Елена. Значи, јас се согласувам дека за решавање на сообраќајните проблеми и на пристапноста не е надлежност на Министерството за труд и социјална политика, но ние како така не гледаат лицата со попреченост дека ние сме тие кои што можеме да ги решиме сите проблеми. Се согласувам дека имаме улога во подигнување на свеста и во таа насока беше и ние иницииравме проширувањето на 2014 со транспорт и врски законот за градба. Ние се обидовме во центарот на градот Скопје од Даре Џамбас до Триумфалната порта и во градскиот парк да поставиме тактилни патеки за да им покажеме на локалните власти дека сепак тоа се прашања кои што се од локални интереси, дека општините се тие кои што треба да преземат иницијативи. Има многу закони во државата кои што го допираат непреченото движење на лицата во сообраќајот и нивната безбедност, како што е законот за превоз во патничкиот сообраќај и законот за јавни патишта, каде што има дефинирани одредби кои што ги регулираат овие прашања. Сакам да кажам дека тоа пред се гледа во делот на обезбедување на некои бенефиции, како што се бесплатни карти за превоз, како што се ослободување од патарина, а малку се води сметка на тоа при добивање на дозвола за автобуски или било каков превоз, вие да исполните некои стандарди кои што би овозможиле непречен влез на лицата во тие возила и би собивал тој непречен
непречен превоз. Јас имав шанса, бидејќи одредено време работев во Организациите на Обединетите нации, да спроведувам неколку активности кои што се нарекуваа мапатон. Тоа беше мапирање на физичките бариери во одредени локални самоуправи. Беа направени снимања заедно со лица во инвалидски колички и со секторите за урбанизам овие локални самоуправи на непристапни точки во неколку општини. Сакам да извадам пример на општина Карпаш, значи ние од општината која што е многу блиску до трговскиот центар Лептокарија со неколку лица кои што се движеа со помошни инвалидски колички, патувавме од прилика половина час, што за лице кое што нели нормално функционира, тоа би траело 1 минута. Тука беше проблемот што тротоарите, како што каже и господинот, се премногу високи, воопшто не се спуштени. Деловите каде што сепак се пристапни за да помине лицето со колички, има паркирани возила, што е уште еден дополнителен проблем. Столпчињата каде што има пристап се ставени така тесно да не се на широчина каде што може да помине инвалидска количка, така да и кога се прави пристапноста во нашите локални самоуправи, не се размислува за димензиите на косините на рампите и тоа е еден голем проблем. Сакам да истакнам, мене не ми сметаат толку старите градби, пошто тие можеби биле градени во некое време кога што оваа тема не била ни толку абсолвирана. Многу ме чуди кога локалните самоуправи или градот или како сакате при изградба ние големи булевари кога ќе видите пак направен пешачки, пак направен тротоар кој што не е пристапен. Верувајте, во градба тоа не би чинело ништо ако го направите веднаш, отколку понатаму да прилагодувате. Така да ние како Министерство за труд и при промена на законот 2014 за градба испраќавме дописи до сите локални самоуправи дека има промена. Кога дознававме дека некоја локална самоуправа извршува реновирање или прави тротоари, испраќавме дописи до тие општини, но јас мислам дека и свестоста така и самите управители на локалните самоуправи треба да биде на едно повисоко ниво и дека треба да се работи за секторите за урбанизам во општините кои што се матично одговорни при издавање на дозволи, при надзор на градбата, така да тука треба да се стави акцентот ако сакаме да збориме за пристапност, достапност, безбедност и така натаму. Така. Господин Драган, вие доаѓате од Куманово. Дали воопшто сте реагирале до локалната власт до сега во врска со овие проблеми? Ај вака да ги поставиме работите од почеток. Значи, ова беше како увод, можеби гледачите запознаат што е проблем. Значи, проблемот е високите тротоари кои луѓето со колица не може да се спуштат и да се качат на нив. Ја памтам уште предавањето на мојот професор по социологија во средна школа, кој велеше, еден француски социолог кажал, дајте да видиме каква музика слушате, па ќе ви кажам какво општество сте. Ние треба сега да зборуваме, ајде да видиме каков е односот према најнемоќните луѓето во колица, значи не само ние, да кажеме, можеби има и други инвалидитети што се исто тешки, да кажеме, слепите луѓе, они не се во колица и така дали, и така дали. Тоа ме навраќа на читајќи анализи на Достоевски, кој почнуваат, вели, прашањето е дали луѓето се лоши, па е општеството лошо, или општеството е лошо, па луѓето се лоши. Значи, јасно дека, можеби за пред 150 години работите, можеби биле така поинаку, тогаш општество не било толку транспарентно, но денес ќе кажем, да, општеството е лошо, меѓутоа општеството, мислам, пред се на политичката елита, пред се извршната власт и не помалку е исто доста голема одговорност и оно што се вели опозиција, сите други парламентарни партии, па понатаму одиме на, кажеме, две категории професии, тоа се лекарите и архитектите, нивните здруженија и зошто ова сето се случува. Значи во историјата однос према инвалидите секој бил многу пати бил лош. Драстично е за време на Хитлерова Германија. Сеќавам на еден филм кај седат богати луѓе и дискутираат за новите прописи дека инвалидите ќе се убиваат. И сега имаше некој кој кажа, па сега не мора толку луѓе да се убиваат, и една од богатите жени вели, вие знаете ли колку райхсмарки би не чинат инвалидите? Меѓутоа, овека кај нас веројатно нешто е райхсмарките, заштеда на райхсмарките, овека заштеда, меѓутоа друго е и капацитетот на нашите политички елити. Веројатно, ако се збори за, како што Елена кажа, кои се дискриминирани групи во општеството, веројатно ни нашите политички елити не би ги земале во обзир. Кажеме, тоа се ромите, што се многу, и да, тоа огромен број невладени организации има за подобрување на нивниот статус, под ЛГБТ популацијата и така дали. Тоа делува како да се тие наметнати од страна,
од страна као ни сугерираат, па ај гледате што е ова, а инвалидите, ај сега дека хендикепираните лица се занемарени. Јас не сеќам не помнам да сум некаде во јавниот простор на медиите или некој да ми кажал, нели, ако може некојаш пропушти нешто што е на телевизија, да кажа, зборува за луѓето во околица. Ниту ни една владина организација никош не истакнала или не го истакнала тоа јако. Странските политичари или секако било домашните што се во Скопје дипломати, било страните што доаѓаат и кои не збораат секакви работи, него тоа спомнали и нашата политичка елита прво мисле дека ќе се провлече, значи едноставно као има многу ангажман со нешто друго, меѓутоа ангажманот за сега ние зборуваме за некоја голема работа, се работи за толку проста работа првата, значи ние треба да почнеме од едно. Значи досега што не е ништо направено, значи дека и во иднина веројатно тоа многу тешко ќе оди сега. Значи не можеме да бидеме песимисти, затоа значи, нели вечер отворивме темата. Да, па затоа ако јавноста, ако сега ние анимираме јавноста иако за ова тема, пошто тоа се работи за банална работа, да спуштите пети вичњаки на некој тротоар. Сега ја слушам го некој, јас ме прашавте дали сум интервенирал во Куманово пред 2 месеци, пошто Куманово е мало место, се знаеме сите. Да, меѓутоа споменавте околу 400 лица има со... Не 400, има прилика со граначалникот, пошто така се знаеме од деца, да правиме тоа. Он ми каже дека 700 луѓе имало во Куманово, околица. Јас се знам за бројката. Бројката е алармантна, зошто ништо не е направено, сега што да кажам, ако се подписи припа со пепел, мене ништо не ми вреди, ништо не ми значи. Тоа што ништо не направиле, Сабајле му се јави пред некој ден, велам, може ли пред мојата канцеларија има спуштени тротоари, а нема пешачки, може ли да ги ставиш пешачки пред да се кажа дека денеска ќе испрати луѓе, не сум сигурен. Видите, факт е дека ништо не направија. И ако почнеме анализираме зошто општеството тоа не го прави, постојат веројатно повеќе причини. Веројатно најмалку се парите, пошто да кажеме во Куманово тротоарите се ремонтира, се става бекатони, може пети вишњака не кошташе многу пари или во целиот таа сума веројатно тоа е било малку. Зошто не го прават? Вела дека постојат закони, јас сега намерно не сакав да ги проучам законите, пошто е куп закони, значи не и така дале. Не верувам дека постои закон и како може да донесат во законите учествуваат и позицијата и опозицијата. Ја не разбирам. Значи не може да постои закон дека имате обврска нешто направите, а нема никакви санкции или реперкусии или да кажеме да не го примите објектот. Значи ако доаѓа контрола во некоја зграда, ако нешто не е во ред, вие не го примате. Кои прават тротоари, пошто ги уредуваат со бекатони и така натаму асфалтират, постои комисија треба да подпише, нема да го подпише ништо, нема пари, нема исплати и така дале и така дале. Значи овдека како се прави како да се сите збударени, кој ништо не разбира, ништо не се прави и како да нашето општество е толку немоќно. Веројатно треба прво да се изрази политичката елита, мислам на крај претседателите на сите партии и на претходната и на сегашната, некои нивни министри за здравство и претходниот кој беше хиперактивен и на сегашнава, министрите за социјална политика и труд, да кажеме, кој претходниот и сегашниот, политичките партии кои имаат аспирација да влегуваат, не мора се дел од власта и така дале, не мора се ни опозиција, позиција и така да кажат, ја не велам дека ова сега тема сите треба да зборуваат, но таа треба да заслужи оноко внимание, ќе кажете еднаш, два пати и така дале, а најверојатно бил најлесно премиерот да излезе слушате, да, ова го закажавме, затаивме, ќе дадам на моите луѓе, ќе го разработат проектот и за многу кратко време ќе излезем. Ако не го кажат, значи не може да се зборуваме до утре што се случи, пошто се знае како се средуваат. Пошто ние ништо не правиме, нашето општество, нас ни треба нова доктрина како со општеството, што и како во општеството. Значи ние не можеме 25 години толку да заостануваме, сите трендови се толку негативни во општеството, значи очигледно фали нешто нова доктрина, сега кажа во која дел ќе биде и ова, значи многу поважни работи не се прават, значи ја не очекувам дека ова дека многу нешто, значи или дека така ќе се направи. Освен ако, значи постојат ситуации кога луѓето се стават во една таква состојба, да кажеме како во романи. Јас сум одеднаш ставен во состојба и сега животот ми се гледа со друга, цената на животот, вистините во животот, луѓето и така ги гледате може во вистински агол, еднаш сите ви се прикажуваат, се тргнати маските, се тргнати филтрите, се тргнати растителни околности, вие сега ние многу повеќе бараме од луѓето какви се и што се. Така, Елена, бидејќи непосредно комуницираш и со одговорните надлежници, имаат ли слух воопшто и развиена свест за проблемите со кои се соочуваат лицата со инвалидитет?
Па тоа треба да се гледа на можеби на различни нивоа, а е во линија и оно што Драган кажа. Проблемот генерално е тоа што нашето прашање е само декларативно на политичката агенда во нашата држава. И тоа од самостојувањето на Република Македонија. Се преземаат одредени иницијативи, се носат закони, се ратификуваше и конвенцијата, меѓутоа се уште за жал и ден денеска зборуваме за тоа што е рампа, што е паркинг место за лице со хендикеп, како треба да биде обележано, на кое место треба да седи, да биде поставено и така натаму. Основни работи кои што одговорните институции, тука не е Министерството за труд и социјала во поглед на рампата и паркингот, него транспорт и врски, Државниот градежен инспекторат, ЗЕЛС, сектори. Сте соработувале до сега, сте разговарале со Сме разговарале, Републички совет за меѓутоа заштита? другите се одговорни. Значи, и ние не може да очекуваме премиерот да дојде и да каже види денеска ќе пуштиме рампа. Рампата е секојдневен елемент, кој што треба да биде пропратен елемент од секој еден објект. Рампата оди заедно со гелендери, тука нема што голема филозофија. Тактилна патека имаш на секоја една стаза. Тактилна патека имаш на секоја една стаза. И сега што треба премиерот ние да го викнеме за тактилната патека? Не. Проблемот е реално да нема. нема. Тоа дали за да постои може да свест се при изградба на надмини, такви за да може да се надмини овој проблем кој што е доста веќе сериозен и алармантен, потребно е да се примени членот 29 од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и да се овозможи одредени места по принципот на празна столица и по принципот на квотен систем, во институциите одредени позиции ќе бидат исклучиво вклучени лицата со хендикеп. Лицата со хендикеп, не родители, не експерти, не дефектолози, не доктори, него самите лица со хендикеп. И во тој случај ќе се надмини тој проблем кога се пушта одреден објект, кога се пушта одредена улица, лицето со хендикеп како одговорно лице на таа институција, на тој сектор, во рамките на општината и на национално ниво, ќе го даде амино дали тој објект ќе се пушти или ги исполнува стандардите. Покрај тоа што постои неодговорност, односно институциите, освен Министерството за труд и социјална политика, другите министерства немаат развиено сенс дека треба да се занимаваат со оваа проблематика, вклучително и Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, кои што и тие како институции мора во целост да бидат пристапни и достапни. Дополнително забораваме дека ние како држава покрај физичката пристапност имаме обврска и согласно член 21 од конвенцијата, информациите кои што ги пласираме да бидат во целосен, пристапен и достапен формат. И тоа не е одговорност на МТСП, тоа е одговорност на Агенција за аудиовизуелни информации. Така. Обврска е на Министерството за... Обврска е на премиерот пред се. За информатичко Значи за општество. сите работи одговара премиерот во Сите, меѓутоа мора државата. некој да биде одговорен. Микроменеджментот на Премиерот. делување на нашиот политички систем е дополнителен проблем, каде што се очекува да премиерот каже. Непознавањето на конвенцијата не ги изема сите институции, сите актери во нашето општество за неисполнување на обврските. Тие сносат одговорност. Меѓутоа, поради високиот степен на дискриминација, поради високиот степен на наше неучество во сите општествени пори, ова прашање на лицата со хендикеп, за жал е се уште сведено од аспект на тоа. Тие не можат, ние за нив треба да се грижиме, ако може да им дадеме одредена бенефиција, некоја мерка и тука завршува приказната. Другиот исто така сериозен проблем е активното делување пак на самите лица со хендикеп. Тоа ми беше и мене прашањето, Елена, дали се однесуваат конформистички или постои иницијатива за да се менуваат работите? Постои иницијатива од страна на организациите на лица со хендикеп, постои иницијатива и на одредени лица со хендикеп кои што не членуваат никаде, пошто правото на здружување е право, не е тоа морате да членувате таму.
Меѓутоа се помалку и помалку, што е пак резултат на образовниот систем во Република Македонија и пристапот на милосрдие и медицинскиот поглед за тоа што представува прашањето на хендикеп. Кој што сите тие елементи влијаат во семејството каде што има дете со хендикеп и кое што семејството заедно со целокупните индикатори во општествената, економска и политичка обкружување создаваат менталитет на инвалидност и на крај кога тоа лице, тоа дете ќе порасни, смета дека треба државата се да му даде. А при тоа да не направи ни еден чекор напред. Без разлика за каков вид на хендикеп, обврската на државата е јасна. Пристапност целосна физичка, до сите објекти, безбедност во сообраќајот, обележување на местата дали се пристапни и не се во кој степен, обезбедување на целосна пристапност и достапност на информациите кои што се доставуваат до граѓаните, тоа е обврската и на медиумите, јавни и приватни, на начинот како ќе ја пренесат информацијата, да и граѓаните со хендикеп, без разлика каков вид на хендикеп имаат, можат да ги осознаат новитетите кои што се случуваат во државата, а согласно со тоа и нели афинитетите да делуваат. Така. Јас не согласувам, види, значи ние не се согласувам за пристапот кој што збориш. Значи ние не може да кажем одговор на ова министерство одговорно. Ако нешто не се случува во државата, не оди кај што треба. Одговорна е врвта на извршната власт, се знае. Значи не мора од сега премиерот да излезе. Премиерот има советници, има помошници, има тоа. Значи зборам, значи ако нешто толку забраздило во да кажа во извршување, толку е запустено, толку закажало системот. Значи треба извршната власт да се изјасни на прво затоа што во ниве, како се вика народски, во ниве и чукче, и Кумановски сега, и чувче и орашче. Значи тие имаат извршна власт, значи може сите они ги раководат институциите, па имаат парламентарно мнозинство, ако некој закон, некоја регулатива недостасува, можат многу лесно тоа да го направат и можат, значи ако нивниот став, значи тие треба да се изјаснат по ова прашање. Неизјаснувањето значи дека нив не им е битно во моментот. Не така, знаете што, проблемот со прашањето. Ја не согласувам ако некој не зборува за тоа. Значи така, ако некој не зборува, ако некој дојде да ме праша, да ми прави мене да ме сретне на улица, ми прашува, ми прави пола сат моебет, а ниеднаш ще праша добро како си нешто, дали си добро и така дале. Значи тоа, значи ја не верувам дека премиерот може прво луѓето во околица не гласаат, така. Ретко гласаат. Така? Значи огромен број, значи ја не сакам сега да, значи не може да гласам сега, треба да се мачам и така. Значи од тој аспект не им се битни. Придобивање тоа што да кажем, значи не зборам за ова политичка опција на за СДСМ, зборам за ВМРО, за другите партии, албанските партии и така дале. Меѓутоа, они века тоа се мал број гласачи, ако ние им ги решаваме ни проблемите сега да правиме некоја кампања, еве испуштени тротоари, па тоа ќе го белоданиме да скренеме внимание на возачите дека ќе почнат луѓето повеќе додат сега не се спуштале на улиците, ги немало на улиците и така дале. И тоа не века дали нас дали они ќе привлече внимание кој гаља за луѓето, за тие луѓе во околица, а плюс тоа си размислуваат можеби и они кои ќе сретнат луѓе во околица, човек се вознемирува, значи постои еден расказ од Чехов што сум читал многу одамна, кој сум го запомнил. Значи одат луѓе нормални, така средностоечки, така одат кај роднини сиромашни и болни. Таму влада една толку разочарувачка атмосфера, толку депресивна, депримирачка и така натаму, они после кратко време почувствувале дека сака да ја напуштат таа атмосфера, се почна кај нив да се раѓа стравот дека болеста да не ги снајде нив некоја болест. Луѓето се плашат да ги сретнат луѓето во околица, тоа е кога луѓето ние сме суеверен народ, уште не сме надминале многу работи, кога сретнеш црна мачка, што те не завака, змија на пат и така дале. И ако вие сретнете, шетате луѓето, например, Куманов центар на живењето е плоштадот, и ако сретнете вие човек во околица, нема, па зашто не може да дојде едноставно, значи треба со многу мака и така дале. И ако сретнете, треба да праша одземите, он се шета со деца, луѓето се шета со деца, па зошто е тато тоа и така дале, зошто е човекот во околица, па ваму таму, луѓето ги страв да се. Тоа се лични предрасуди, не можеме да генерализираме. Меѓутоа во општеството извршната, значи политичката елита, значи они што се занимаваат политика треба да го воспоставуваат менталитетот, јавното мнение, да ги направат проблемите, значи работи да бидат во етерот, значи луѓето да не сами доаѓаат до заклучок, не секој хаотично да кажеме не, општеството треба да има став, политичка елита, да, ние ќе
ќе се залагаме Да, дека меѓутоа системот на вредности не го гради извршната власт од семејството, Значи, нели кон значи, случај здрава да, личност, здраво семејство, здраво Значи, општество. меѓутоа може многу да влијае. А тие се скросна страна. Значи, кога беше СДСМ во опозиција, можеше да му наметне на ВМРО да ви каже, слушайте, вие сте толку нехумани и така. И они зошто? Или не беа свесни за тоа, дека воопшто тој како проблем постои, дали чуем дека нема некој да привлечат, кој некој ќе ги поддржи и така дали и така натаму и така натаму. Они рачуна да удрат, да кажеме, по ВМРО и по таа линија. Значи, не рачуна дека ќе соберат поен, не им беше битно. Така. Не така, значи Па зошто не каже никој кој сте во опозиција, ништо не зборувате? Генерално, значи било која политичка партија ако земите, значи дури нивните лидери, сите се отворени и декларативно сите вика да за лицата со хендикеп. Проблемот е што Кога го вика тоа? Јас не сум слушал, ни еден политичар не сум слушал да збора за луѓето. Добро, да се докажам, да само може да се докажам. Значи, сите вика да. Тоа е големиот проблем, што никогаш Морална поддршка им дават. од било која личност. Нема што да каже друго, тама работа да каже не. Значи имате декларативност да. Проблемот е тоа што не е прашањето на високо на политичката агенда, значи не е трето прашање никогаш. Второ, сите политички лидери се свесни дека за да го се надмини проблемот околу прашањето на лицата со хендикеп, потребно е редистрибуција на мојта и редистрибуција на парите. За да се направи таков еден целосен систем, потребно е целосно тактонско пореметување на постоечкиот систем, што значи, веќе нема да произведуваме во толкав обем дефектолози, ќе произведуваме луѓе кои што согласно потребите ќе можат да излезат во пресрет на потребите на граѓаните со хендикеп. На оваа позиција директор од следната година, директор на Државен градежен инспекторат ќе биде лице со хендикеп. Кој тоа ќе се согласи? Никој, затоа што е политичка функција. Кога ние во Република Македонија, за разлика од другите земји, ќе имаме квотен систем за вклучување на лицата со хендикеп во парламентот? Немаме. И во таа насока сакам можеби да ја најавам и активноста која што ќе ја преземиме следната недела заедно со ОПСЕ и со интерпартиската парламентарна група која што во Собранието на Република Македонија баш ќе се дебатира на оваа проблематика, во која што се надевам ќе земат учество сите политички партии, организации на лица со хендикеп и меѓународни институции, за да најдеме решение како лицата со хендикеп, што е можно поактивно да бидат вклучени во политичкиот и јавниот живот. Без наша видливост, ние не може да очекуваме луѓето без хендикеп да ни ги решат проблемите. Не живеат со тие проблеми. Наметнатите постоечки стандарди се стандарди за нив и за нас. Но од друга страна мора малку и ние да покажеме по проактивност. Не може само да викаме тој е виновен. Да, тој е, меѓутоа точно да го лоцираме кој е виновен. Ви го лоцираме извршната власт. Најчесто извршната власт е многу широко. Значи, За транспорт и врски е виновно одговорно за обезбедување на рампи, пристапност на стамбените објекти и така натаму. МТСП е одговорно за обезбедување на стандард, живот и социјална заштита на лицата со хендикеп. Министерството за одбрана е одговорно зошто лицата со хендикеп не се вклучени во воениот систем. Министерството за мора да ги лоцираме точно луѓето кои што се одговорни за тоа. И третиот проблем е спроведувањето на одлуките од првиот ешалон и надолу, вториот и третиот ешалон, што е голем проблем за нашето општество, затоа што само одредени структури се запознаени и се едуцирани за оваа проблематика. Министерствата не ја познаваат Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и за жал Македонија нема кадри, нема капацитет, нема луѓе кои што ја гледаат целокупната слика. Бидејќи согласно Конвенцијата, неостварувањето на едно право значи кршење на сите други права. Не може да бараме учество ако немаме пристапност. Ќе продолжиме дискусијата, веќе ми сигнализираат од режија дека мораме реклами, а веднаш потоа секако и господинот Томшиќ се подготвува за реплика.
Како што најавив и пред малку, продолжуваме со разговор на тема како да побезбедно учество на лицата со инвалидитет во сообраќајот, а стигнавме до репликата на господин Томшиќ кој сака да се надоврзе на некој начин на претходното излагање на Елена и на господин Драган. Повелете. Благодарам. Значи, се согласувам со некои работи, со поголемиот дел се согласувам, додека со некои работи кои што беа кажани не можам да се согласам. Оно што сакам да го напоменам и како што истакне Елена, дека Македонија има ратификувана конвенцијата за правата на лицата со попречености, од тоа нема бегање. Значи таму комплетно е дефинирано што Република Македонија како држава нели треба да обезбеди како услови, како обезбедување на пристапи на се она што значи независен живот за лица со попреченост, а во моментот не се спроведува целост. Оно што можам да го кажам дека Министерството за труд и социјална политика поведе иницијатива за да се разгледаат механизмите за мониторинг и координација на спроведување на оваа конвенција. Имавме неколку состаноци со поддршка на Организацијата на Обединетите нации, која што како нели одговорна организација под чија надлежност е оваа конвенција. До сега во Македонија постоја две тела, едното беше телото за кое што беше основано од владата, кое што за жал во текот на овие години имало само една средба и не профункционирало. И второто тело беше тоа што ги следи исполнувањето на правата согласно стратегијата за лицата со попреченост. Во разговорите со самите лица со попреченост, со нивните организации и со луѓето од министерствата, значи ние сакаме да направиме една комплетна ревизија на овие тела и да направиме како што налага и самата конвенција, едно тело за координација, каде што во тоа тело ќе членуваат координатори од сите релевантни министерства и ќе се грижат за исполнување на нивните обврски во рамките на нивните министерства, додека другото тело би било тело за мониторинг, кое што би било комплетно независно и се размислува со тоа тело да преседава народниот правобранител на Република Македонија, така да добие на тежина и тоа да биде поканато и повикано при изготвување на сите законски решенија, прописи, да дава своји коментари, да биде гласно, да ја критикува централната власт. Така да сметаме дека со воспоставување на ваков механизам до крајот на годината би се слушнал повеќе гласот во рамките на сите други министерства. Се согласувам дека Министерството за труд можеби е најсвесно за проблемите на лицата со попреченост и за она што треба да се направи, бидејќи можеби некако природно сме и во најголем допир со сите организации и сите лица пристапуваат прво кај нас. Она што недостасува, како што кажа, сите тука на масата е свесноста во можеби другите линиски министерства. Јас би кажал дека свесноста на локалните самоуправи според мене е на најниско ниво. И мислам дека тука треба да се стави акцентот и тука помагаат и многу кампањите на сите меѓународни организации, пред се УНИЦЕФ и UNDP, кои што имаат одлични кампањи каде што прикажуваат лице во инвалидска количка на големите екрани, значи на македонската телевизија, со Марко, нели, како тој не може да се движи, како не може да дојде до стадион, како паркирано возило му смета. И мислам дека сите тие активности на подигнување на свеста треба да бидат толку засилени што луѓето сами треба да сватат и се согласувам со Елена дека вработување на колеги со попреченост во рамките на самите институции го подигнуваат знаењето и свесноста кај самите луѓе кои што немаат такви проблеми во институцијата и допринесуваат да се види реалната потреба на тие лица. Ние во нашиот кабинет имаме лице кое што се движи со помош на инвалидска количка, се вика Вангел, и верувате дека другите колеги кои што досега немале шанса да се соочат со реалните негови проблеми во однос на комуникација во самата зграда, во однос на користење на тоалет, во однос на пристап на неговата кола до паркингот за да може да влезе нормално на работа, многу влијае и другите колеги кои што работат станат посвесни за тоа што навистина треба. И сите тие активности мислам дека и би требало што повеќе лица да се вработуваат на места кои што имаат директно функција во идентификација на она што значи проблем или во давање на дозвола, како што кажа, во секторите за урбанизам на локалните самоуправи за обезбедување на пристапност. Оно што не се согласувам е дека премиерот е најодговорен, да, тој е најодговорен за водење на државата, но сепак сакам да истакнам дека Македонија има поделба на властите и секој на некој начин се одговорен за своите, дека градоначалниците се избираат на непосредни избори, дека тие нудат програми кои што лицата гласаат, така да сите треба внимателно да прочитаат што пише во тие програми и да се гласа за тие кои што нели обезбедуваат најповеќе за тоа што се потребите на граѓаните. Она што сакам да истакнам дека првпат за оваа година Државна изборна комисија со поддршка на Министерството за труд и неколку граѓански организации
направи една анализа која што ги анализираше пристапностите на избирачките места во државата, бидејќи тие најповеќе нели се однесуваат, што беше спомнато и гласањето, дека лицата со попреченост не гласаат, а не се согласувам дека не гласаат и дека не се гласачко тело, бидејќи сега имате вие да поканите и комисија да ви дојде дома доколку не можете да искочите на гласање. И можам да кажам дека и тука има проблеми, бидејќи објектите дел се традиционално наследени, не се пристапни, така да тие извешти не се толку сјајни и дека и самите избирачки места треба да има свој прилагодувања во насока на нели на висината на пултот за гласање. Мислам има многу теми се отвори, можам да кажам дека проблемите се навистина големи, ама не се согласувам со фактот дека државата не го слуша гласот на лицата со попреченост и дека не е во фокусот на нејзиното делување. Господин Спасовски? Па, веројатно имаме различити разбирања како функционира општеството, значи како го викам премиерот, борам на извршната власт, тоа е владата, значи некои од министрите и така дале. Значи прво дали тие се за или се не. И сега ние не можеме да правиме, да спомнаме Организација на Обединените нации, УНИЦЕФ или што ти не знам да спуштиме 5 вичњака на тротар да спуштиме. Значи првиот проблем. Зборуваме за кампањи за подигнување на свеста, не за спуштање на тротари и вичњаци. Значи ние зборуваме до сега дека е емисијата... ниска свеста, значи треба да работиме да подигнеме свеста на сите во општеството и затоа беше иницирана оваа емисија. Значи ако ние збориме дека не може да направиме ништо... Значи јас ќе иницирав емисијата, знам зашто сум иницирал. Точно. Значи јас иницирав емисија државата да каже слушайте ќе направиме, ќе ги спуштиме како прва работа, без многу филозофии, свести, несвести и така дале, да спуштиме 5 вишњака, па немате викаме проект да спуштиме 5 вишњака. Не викаме проект, викаме на почитување на законот од страна на локалните самоуправи, а не може премиерот да спушти вишњаци и мислам да тоа зборуваме за подобро властите, изборуваме за локални проблеми, не зборуваме за Не, значи во Куманово е СДСМ крајначалник. Не збориме за политички партии, значи дали ме разбирате? Не, не само да, не, добро, сега добро, централната власт е надлежна да ги крие законите со времето да ги усвои, така? Не, дозволиш да завршам, па после зборим. Значи, во Куманово е СДСМ на власт. Значи, истата идеологија, ние зборуваме, идеологијата е значи, идеологијата е одредена, значи, планот, програмата, тоа е одредено, тоа е заедничко. Ако имате СДСМ на власт во Куманово, веројатно ќе победат пак сега СДСМ во Куманово. Сега, што му треба него, значи има закон, правила, лево, десно, што му треба него да каже, слушайте, ќе почнеме, ајде на овие да кажеме бар 10 или 20 пристапни места во центарот да ги ослободиме. И сега ние зборуваме организација на УНДП, прочитување права и свест. Што има некој да каже, доволно некој каже, слушайте, да направите го и се завршува како функционира власта. Ама момент само, зашто ги беше да политичките партии, мене не ми е јасно. Вие до сега зборевте дека тие личат со количка, дека луѓето самите тргнат од нив. Не молчи никој. Збориме за подигање на свест на сите нива, не збориме за подигање на свест Значи, јас зборам за свест, значи јас зборам за одговорноста. Па збориме за сите во општеството. Значи ви имате, ама сега тоа че нас не ни треба, ни подпис по мене. Значи не треба, значи што е битно потпишување на некои конвенции за свој прав. Па треба ли некој да ни каже од страна или било каде дека треба вишњако, 5 вишњака да бидат спуштени, било што на овој свет треба. Ама ние не збориме само за нема се договоривме да не му Ама како не му упаѓаш се? Ја водите дискусијата во Значи ја водам како што јас зборам како што мислам дека треба да зборам. Значи јас зборам малце пошироко како збориме. Ама збори колку сакаш. Добро, може. Па не сега или ќе дозволиш или нема дозволиш да збориме. Јас слушав целото првиот период, ја не прозборав. Ама не ја не ти упадав. Значи, постои една, значи, спомнување на тие конвенции, значи јас кој сум учил факултетот, сум веројатно постар од вас, што бе еден систем во кој не сме училе, значи, дека нешто не е можно да го направиме ако сакаме да го направиме. И сега ние, значи, тоа е плебејски менталитет, плебејски понизен менталитет на сиромашни луѓе кои се одушевени кога ќе дојде некој од страна, кој ќе дојде некој побогат, кој ќе дојде некој јавна личност, кој ќе дојде од УНИЦЕФ, од кај што не те знате, па ние зборуваме на тие теми. Место да се застравиме што 5 вишњака сме дозволили да некој зборува од страна, 5 вишњака да на една улица да е од една и од друга 5 вишњака да збориме, што да се застравиме, да се покриеме со пепел, да се посипеме со пепел и некој да не зборува затоа што толку банално. Ние од една банална, значи ние зборуваме за првиот чекор што треба да се направи за да луѓето во хендикеп излезат на улица прво, а после ќе зборуваме за кај што треба. Значи јас сакам да излезам на улица, значи сега излегувам на улица, се движам по улици, не можам на тротари, се движам со страв, со придружба и така дале, полека на споредни улици и така дале и така натаму и така натаму. Значи не можете да правиме балк. Значи ако сака извршната власт да направи, може да го направи значи како 2 и 2.
Значи тоа е јасно. Значи не мора премиерот да каже. Значи тоа има советници и така даље. Не мора он да сега из него да збора за овој проблем. Значи ако не го разбира, тоа значи ние сосема различно да размислуваме. Значи општеството го правува извршната власт. Таа има и парламентарната, може да донесе каков закон, може да донесе процедури, може по итна постапка да каже, слушайте, ако не го направите, значи треба да искочи, да излезе со планот. Слушайте, ќе направиме, имате месец дена, рок, 2-3, нека каже кој рок има локалните самоуправи, општините да подготват. Да, ние имаме пари, средства, динамиката на промена на вишњаците да биде 20 овој месец, 30 следниот, во пролет ќе следниме 100 и така дале, али бар еден. Букумано еден единствен нема. Значи нека кажат тоа. Ако нека донесе извршната власт, пошто се во парламентот, нека донесе закон. Ако тој и градоначалникот, па гледате, човек не даде фискална сметка, го затвора дуќа и плаќа казна. Вамо, ако постои закон, веројатно постои и реперкусија и санкција. А друго, ја не верувам да кажеме дека барем и кој извршта власт во прашање, барем ево она што формира коалицијата, дека нив ќе им биде да кажеме одговарачки да партиите од нивните да кажеме каде се нивните они ги рководат со општините, од нивната партија, дека ќе им биде сеено дека тоа не го направиле. Значи тие се залагаат, имаат закони и нивните луѓе не ги почитуваат законите. Повелете. Може малку само ја не би сакал да фокусирам темата на политички партии, на тоа кои што на министерство за конкретни не си значи јас не сум член на политичка партија, не сум опозиција. Работиш во државна институција. Без разлика дали работам или не работам во државна институција, јас би сакал да проширам малку темата и да збориме за универзален дизајн. Кога збориме за спуштени тротоари, кога збориме за пристапност, момент само првата тема, ама дозволете сега кажавте дека да не ви упаѓаме, молам да останете што сакам да кажам мислата што ми е. Значи пристапен тротоар не е наменет исклучиво за лицата со попреченост. Тој е наменет и за мајки и татковци со деца во количка, тој е наменет за стари лица. Значи јас и како родител со непристапен тротоар се мачам да пренесам дете помеѓу тие паркирани коли да го качаме тротоар. Ние зборуваме тука за универзален дизајн. Изборуваме за дизајн на општество каде што сите треба да имаат еднаква шанса за учество. И тука не се само политичките партии. Јас за тоа зборував за подигнување на свеста. Значи општеството во целина треба да ја подигне свеста, не политичките партии. Политичките партии да добиваат на избори, се тие надлежни да креираат закони. Македонија има закони. Проблемот е нивното непочитување. И никој тука не зборува само дали биле СДС или биле ВМРО. Треба сите да си погледнеме во очи и сите да си кажеме што ние сме направиле тоа да се обезбеди. Тоа значи не се санкционира непочитувањето доволно? Јас тврдам дека не се санкционира, бидејќи локалните самоуправи ама тоа не е надлежност на Министерството за труд. Сите општини си имаат градежни инспекторат. Значи зошто градежниот инспекторат не искочи на терен да утврди дали сите згради кои се пуштаат си има градеж, има надзор кој што се потпишува, има закон за градба кој што треба да се почитува, ама зашто тоа не се почитува треба да се види. Значи извршната власт, владата донесува предлог на закони кои што ги усвојува собранието. Значи спроведувањето понатаму треба да се бара на ниво на локалните самоуправи, на тие што ги даваат градежните дозволи. Значи, она што би сакал да кажем е една друга работа, дека и во законот за градба, во делот на индивидуално живење, каде што предвидува секој четврти стан да биде адаптиран, е исто дискриминаторски, бидејќи треба сите станови да бидат адаптирани за сите, за да лицето може и со попреченост и било кое друго лице да одбере каде ќе иде. Тоа беше проблемот и со стадионот градски, кога добивме да игра Манчестер со Реал Мадрид, зашто само едната трибина беше адаптирана за потреби за лица, треба сите 4 за да може лицето само да си купи карта. Значи тука не зборуваме ние само за политичките елити кои што ја водат оваа држава, зборуваме за свесноста на сите. Министерството за труд без негова надлежност има поставено 12 инклузивни игралишта каде што има адаптирани љуѓешки, каде што може да се љуѓаат и децата со инвалидски колички. Знаете дека самите родители, што каже Јелена пред да почне емисијата, од премногу заштитничко гледање на попреченоста на нивното дете не ги изнесуваа надвор, ние ги потикнувавме да бидат видливи и да си играат со другите деца и заедно да растат и заедно да учат едни од други за своите потреби. Така, тоа не се случува, за жал. И деца на рампата што е поставена во градски парк се љуѓаат 10 деца бидејќи не знаат зошто е таа. А тука не се политичките елити најкривите. Тука е од самото раѓање сите ние и како родители и како жители на оваа планета сме криви. Така да треба да збориме во еден поширок контекст, да не ги мишаме дали биле СДС, дали биле ВМРО, ДУИ, ДПА. За тоа зборувам. За тоа сакам само да расширам дебатата, да не се фокусираме само дека тој што ја добил политичката мок во одреден момент
е одговорен и најодговорен нешто да се случува. Значи, граѓанските организации во Виена и во Берлин, во Виена го качиле градоначалникот во инвалидска количка да види како е да се движи, тој му кажа, ајде поминете малку да видите како е. Во Бундестагот во Германија граѓанските организации на лицата со попреченост почнале да градат цигли пред Бундестагот, да го затворат главниот влез, да не може нивниот премиер да влезе во самата, значи треба да има малце и граѓански притисок во самите организации на лицата со попреченост, кои што, нели, ако се затворени очите на локалната или на централна власт да им ги отворат. Кај нас има иницијатива? Кај нас можам да кажам дека во последно време граѓанските организации и ние како министерство многу се отвараме и дискутираме на сите закони. Не можам да кажам дека тоа е праксата со другите министерства, значи ние се трудиме како линарно министерство да ги потикнуваме да ги вклучуваат здруженијата на лицата со попреченост во креање на законите. Можам да кажам еве го и сега и МОН почнува со вакви настапи и сметам дека отварањето кон лицата со попреченост и кон нивните здруженија може само да им донесе добро на луѓето кои што работат во државната администрација и да дадат посоодветни решенија и да ги искочат во пресрет на потребите на лицата со попреченост. Бидејќи како што каже Елена, ние не го живееме животот на лицата со попреченост. Ако не ги прашаме нив, ние не може да како што нити Елена може да крие за мене, така секој човек е индивидуа и секој има индивидуална потреба и самите лица со попреченост кои индивидуи имаат свои посебни барања и посебни специфики. Значи никој од нас тука не е ист и не е ист во своите потреби, во своите барања, без разлика дали сме лица со попреченост или не сме. Јас за тоа сакам да збориме пошироко, да не се фокусираме само на политичките елити. Може би треба да почнеме да се менуваме самите за да ги почувствуваме промените наоколу или да делуваме. Значи ако сакам да правим бош момент утре и на празно, и ако ние овдека слушам дека полно се работи, се преземале ништо, не сакам да кажам дека јас живеам во општество кое е толку немоќно. Значи сега, овдека вие кажете ние треба свест да подигаме, па тоа социјализмот бореше за самоуправувањето, сите треба да имаме самоуправна свест, па работејќи од сами од себе. Значи овдека треба, да зборуваме зборуваме за првата работа, значи не може да зборувате што е потребно на луѓето со инвалидитет. Значи првата работа, да почнеме од нула. Значи првиот чекор, еден ќе биде да се спуштат и вишњаците за можат луѓе. Значи ние збориме за најбаналната работа. Ако тоа ќе се реализира, после може да збориме до 101 и ја може да се вклучам во сите други активности. А ние ако тоа ако тоа не почне да се направи, ако државата, значи без разлика дали е државата, значи државните власти, дали без разлика дали државните, републичките, дали локалните и така дале и така натаму, значи без разлика некој тоа треба да го направи. И сега ние зборуваме за 5 прости вичњака кои треба да се спуштат на 20 или 30 места, операција што може да се заврши за 5 дена без никаков голем ангажман, без никаков спектакл. И ние сега зборуваме за свест. И што сум бита ја, мојата свест, ја треба нешто да правам и така натаму да спуштиме вичњаци. Ние зборуваме за елементарното, че прво да почнеме од нешто, па после ќе зборуваме кога луѓето ќе излезат на улица, па што се случува, како се случува. Се согласувам, треба, вака, онака, тие милион работи сум ги проучувал, ја ги чувствувам. Многу повеќе него ти што ги чувствуваш. Согласувам. Значи постои најпознатиот човек во свет кој бил во колица Франклин Рузвелт, еден од најпознатите, сега е да кажеме Стивен Хопкинс и така натаму. Значи има филм за него како се разбол, како од тотална депресија, повлекување излегол. Јас сум гледал може 5 пати филмот. Значи се со она што го Рузвелт на филмот, што неговите го кажува, сум го почувствувал. Значи постои елементарна потреба да ја излезам на улица без некакви филозофии, без некакви организации. Сега ние треба да зборуваме за една банална работа, како ние да не сме свесни, како да немаме памет. И треба некој да чекаме, тоа е толку плебејски, тоа е толку слугински, како ние како издаваме дека сме не толку сиромашно, значи толку сиромаштвото и живење по тешки услови и така натаму да оставило толку трага да ние не може да надминеме, па некој требало да што спомнавте УНИЦЕФ или што те не знам или конвенција. Проста работа да спуштиш вишњак да луѓе со тоа не знам, тоа треба да човек не треба многу, Кумано вика треба 2 грама мозок за да знае, за да каже да, тоа треба се направи. Сега зошто не го прават и така натаму? И треба да кажеме, треба да знаеме кој е. Значи извршната власт преку било кој министер ќе каже или го правиме или не го правиме. И тука нема измеѓу, или сме за тоа или не. Прво, а второ, обврската, дека спуштени тротари, ние сега се залагаме Европска унија, ваму таму. Сигурно ја не мислам дека они се свесни, дека не се свесни, дека тоа што ни зборат пристапно ќе правиме Европска унија ваму таму, дека они едноставно не сметат апсолутно сериозни кога ќе дојдат, ќе кажат чекате што е ова, гледате ли што личи ова,
што воопшто барате со што значи пристап влегување само секунда. Европски атлантски, ние употребуваме термин евроатлантски интеграција, место да употребуваме термин уредување на општеството како што се другите нормални држави. Значи што уредување на нашето општество значи да имате луѓето со колица, барем да кажеме од еден аспект или другите работи да ги направиме. А они што не го зборува тоа, значи едноставно дигнале рака. Србија кажа 2025, значи од сега 8 години, нас не ни кажуваат, пошто ако ние зборуваме дека ние сами треба, вика овие не ги бивани за ништо, значи не може, значи прават не може да се способни да спуштат пети вичњака, значи елементарното не се способни, така, значи они го гледаат и гледаат дека не и они не сака да значи прво ние не може да очекуваме од нив дека ќе ни помагаат. Така? А тоа што се ние само премногу они што кажат, значи во јавните медии прифатија што они зборуваат, извештај вако збореле, ова кажале, или некој и каже единствен најдобар пат за Македонија и вратанска интеграција така натаму. И светот тоа се држава. Добро, значи Македонија како држава која што ратификувала Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, а имајќи во предвид дека и Европска унија ратификува Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, значи ние нема да влеземе во ЕУ ако не ги исполниме одредбите и принципите согласно Конвенцијата. Што не е потребно да чекаме? Се можеле пред 50 години тоа така да биде. Се согласувам дека е банално денеска да зборуваме за вичњаците. Банално до бесест, а не реализирано. Јас за пристапност не зборувам. Не е реализирано. Одговорноста да си ја преземат институциите и луѓето кои што седнале на тие столици и рекле дека ќе ги извршуваат обврските кои што произлегуваат од таа столица. Ако не се способни, во тој случај нека го напуштат тоа столче, ќе седнат луѓе кои што се способни да го направат тоа. Едно, второ, во врска со одговорноста. Се согласувам дека негде мора да застани топката и да кажеме некој е виновен. Ја викам, до 5 сатот мене ми е виновен министерот. После 5 часот ми е виновен премиерот. Пошто по хиерархија некој некого го донесе. Некој некого го избра. Третиот елемент е одговорноста која што и ние како граѓани со хендикеп си ја носиме. Ја не прифаќам, нема никаква одговорност тоа што не имаме тоа, те молам. Значи не сакам, значи каква одговорност имам ја што нема и вичњаците, молам. Значи се согласувам, како? Чекај. Значи затоа не, животот ми се сруши, ти бараш од мене одговорност, што ме зборуваш? Затоа е потребно МТСП да ги развие сервисите Не за МТСП. хабилитација за да не се сруши животот. Постои наједноставен пат. Извршната власт, кој сакате нека биде. Значи не мора премиерот да излезе, имаат портпароли, имаат ова, имаат она, од разни министерства така. Нека излезе да каже, да, ние седнавме, го дискутиравме, тоа е проблемот, да го дискутиравме, заклучува нашиот став и во претходни материјали, значи валјда не е прв пат дека ќе дискутираат на ова тема. Не е прв пат. Не е прв пат, а никош не излезе со јавно сопштение. Јас не сум слушал со јавно сопштение на ниедна политичка партија, значи не зборам седен сум, ВМРО беше 10 години, 11 на вас, ама не да и не ги интересуваше, ама апсолутно не ги интересуваше, каже ова, ти вели дај. Затоа е неопходно од нашите барања кои што кажуваме дека првиот советник на премиерот мора да биде лице со хендикеп. Така. Меѓутоа кој што ги познава работите. Секое министерство во Република Македонија мора да си има советник лице со хендикеп. Секој градоначалник мора да си има советник лице со хендикеп. Ама не мора така сега. Значи, мора да биде ама така. Сега бараме нешто што не е толку не се познаваме, не живееме заедно. Ај вака, те молам, на истава тема, само да кажам. Волкалуит. Волкалуит постојат 10 сектори, Волкалуит постојат 10 сектори. Па нема секој сектор нема во секој сектор компјутерџијето. Значи ти имате една централен сектор кој е компјутерски, кој го е сектор средно. Значи за општеството. Значи овека зборуваме. Кој е непознавање? Добро, веќе преминуваме во друга тема, ми сигнализираат од режија дека мора да одиме со реклами, а веднаш потоа и поинтите секако на крајот овој разговор. Како да побезбедство на лицата со инвалидитет? Продолжуваме со темата на разговор во вечерашната дебата. Господин Томшик, да слушнеме што ќе презема во наредниот период Министерството за труд и социјала во насока на подобрување или надминување воопшто на овој проблем. Јас можам да гарантирам дека проблемите и решавање на прашањата на лицата со попреченост се моментално највисоко на агендата на Министерството за труд и социјална политика и можам да кажам дека едно од првите 3 точки кои што Министерството во наредниот период ќе се заложи да ги имплементира до крај
Прво е процесот на деинституционализација, кој што е едно горливо прашање во Македонија, кој што се повлекува 20 години и каде што лица со попреченост живеат, можам да кажам, во нехумани и нецивилизацијски услови и тие лица заслужуваат да живеат надвор од институции вклучени во општеството и на оваа тема, значи Министерството е фокусирано и веќе се спроведуваат анализи на сите институции, се спроведуваат анализи на постојните сервиси на ниво на локални заедници, бидејќи овие лица би искочиле од институциите, би требало да имаат некаква подршка. Она како што е второ прашање е воведување на персоналната асистенција за лицата со попреченост. Тоа за прв пат беше во новите измени на Законот за социјална заштита. Се дава основа владата да донесе програма за персонална асистенција за лицата со попреченост и можам да кажам дека во 2018 веќе ќе почнеме да пилотираме за околу 100 лица со попреченост да добијат персонална асистенција финансирана од државниот буџет и како трето и она што можам да кажам е многу битно, воведување на професионалната рехабилитација и овозможување на полесен пристап на лицата со попреченост на пазарот на трудот, што недостасува во моментот. Согласно сите постојни законски решенија, во моментот лицата со попреченост влегуваат на пазарот на трудот можеби неподготвени. Значи, дел од нив се со низок образовен статус, на кој што им треба подигнување на нивната мотивација, значи работните капацитети, посредување при наоѓање на работа, подршка кога ќе влезат на работа, значи учење на тие луѓето кои што немаат попреченост како да го прифатат лицето со попреченост на работно место. И сметам дека овие две-три активности се толку големи, исклучително значени што се сериозен предизвик за сите кои што работат на ова поле. Што се однесува до пристапноста, можам да кажам дека ќе продолжиме ние со активности кои што повторно ќе кажам подигнување на свеста на локалните самоуправи, бидејќи мандатот за обезбедување на пристапот е кај нив. Ние, како што каже и Елена, поставивме две пешачки патеки за да видат градските власти како тоа изгледа и како треба да се прави. Поставуваме инклузивни игралишта преку Сојузот за телесни инвалиди и мобилност веќе во 12 општини, значи многу е лесно да правите игралиште и да ставите уште една-две адаптирани илјашки каде што децата заедно би играли и растели, би учеле едни за други, бидејќи Елен убаво кажа, можеби не се познаваме доволно уште од малите нозе. Веќе извршивме реновирање на сите институции кои што се под надлежност на Министерството за труд и обезбедивме пристапност како на центрите за социјална работа, така на центрите за вработување, така и на детските градинки. Не можам да се согласам со колегата Драган дека државата не превземала ништо, имаше акцијски план каде што сите јавни институции требаше да обезбедат согласно Законот за градење пристапност. Друго е прашањето за квалитетот на обезбедената пристапност и на висината на тие рампи, значи имаше конкретен акцијски план каде што сите јавни институции мора да се прилагодат согласно Законот за градење и тоа се уште е во тек. Можам да кажам дека не е најдобро решение, бидејќи голем број од зградите кои што се под ингеренција на државната централна власт се изградени од многу поодамна и многу е тешко внатре вие да вметнете лифт ако се работи за качување до втори и трети кат. И сега се случува поготово во подрачните единици на Фондот за здравство и пензиско, што сум имал прилика да ги видам како во РЕС-7 во Струмица, где вие имате во Фондот за пензиско канцеларија на трети кат и лицето со попреченост има лице кое што е контакт за лицето со попреченост во секоја институција, кога ќе дојде да оствари некое свое право, треба да зазвони на звонче, па да го чека лицето од озгора да се симне можеби по 30 минути и до 40 минути, што стварно е надвор од сите стандарди, да не може веднаш да се оствари, но тоа е сепак и до архитектонските решенија на тие постојни згради, неможноста да се интервенира на во зградите. Се согласувам дека треба многу повеќе да се направи притисок кон тие што треба да реализираат и треба на крајот на криштата инспекцијските градежни служби да си даваат казни за тие што не постапуваат. Можам да кажам дека висината на казните можеби не е толку висока и тие што градат можеби е полесно да платат и да го направат тоа како што треба, но сметам дека треба сепак градежниот инспекторат да си поведе повеќе сметка и локалните власти сепак да се комуницира не со секторите за социјална заштита, граѓанските организации, туку со секторите за урбанизам, бидејќи прашањето не е адресирано на правата страна и сите се обидуваат преку центрите за социјална работа да обезбедат пристапност, што е сосема погрешно и мислам дека телата кои што се надлежни за урбанизмот и за просторното планирање и носењето на дупови се тие кои што треба да се работи на подигање на нивното знаење. И пред да се ангажира можеби градежниот инспекторат, предходно добро да размислат при концепирање, при проектирање на зградите и објектите архитектите, нели?
Точно, ако видите да. дека факултетот за архитектура ви е непристапен, целосно и достапен, е веќе прашање како се едуцираат нашите идни архитекти. Јас пак ќе се навратам, дека Министерството прави све што може, па и ще прави, Министерството за социјална политика да правејќи повише што не може и ние не смееме ништо да кажеме. Прво камерата нека фати, ова е поканата, нека фати, нека лоцира, ова е поканата што вака поштар, во ваква форма, без коферат, без ништо, ја донаса поштарот кој одите на инвалидска комисија. Тоа е толку. Вакви ја знам, бесплатно. Дојде поштарот, вика на цела мала да слуша, на мајка ми син ти вика бара инвалидска пензија, цела мала го слуша. Така, не може да се лута на поштар, човек се забавлja. Така, ова е поканата. И ние збориме за сериозност и за капацитетот на луѓето што работат во Министерството за социјална политика труд. Ако ова ви личи на покана, така, на покана, нека погледна, кај што се вика дека треба дојдете на инвалидска комисија, каде пишува, вели, вие треба дојдете од 9, прегледот од 9 до 13 часов. Сега, кога отидете во просториите на инвалидската комисија, зборам за хуманоста, пошто целата приказна е дека треба да имате хуманост. Кога отидете во просториите на инвалидските комисии, таму на ходник, има столчиња кои немаат наслов. Така, луѓето како ја што не можам да долго време да седам без наслон, имате обично столче со наслон. И ја сега и тоа и луѓе од 9 до 13 часот, јас сум имал прилика да одам од 9 да чекам до 13, пошто ги пуштев сите пред мене или можеби дошов после, сите беа пред 9 часот. И знаете што да седите 4 часа да седите на столче без наслов. Таква е инвалидска комисија. Нека отидат, нека и снимат. И сега ние очекуваме, збориме за хуманост на Министерството, правило ова правилно. Нема врска, тие немаат капацитет елементарен, да имале до сега ни една работа не треба, прво возможете да излеземе на улица, спуштите ги вичњаците, па после ќе збориме потом што друго се случува. Веќе го пробивме терминот, мене ми преостанува да ви се заблагодарам за одвоеното време и за произнесените ставови. Секако да се надеваме дека после произнесениот проблем и надлежните ќе имаат слух за воиднина за поголема безбедност на лицата со инвалидитет. Ви благодарам, почитувани, и на вас за вниманието. Довидување.